Итно и така натаму дојдовме до третата тема за убав муабет, затоа што станува збор за разубавување на жената, но ќе ви кажам модниот дизајнер Ива Спасовска дека подготвува нешто ново во однос на машкиот дизајн. За прв пат, ете, 5 години ателје Ива Спасовска, пред известно време и се ребрандираше од ателје by Ива, сега е Ива Спасовска ателје. Добре дојде за модната дизајнерка Ива Спасовска. Добро ме најдовте, благодарам на поканата. Да, на 12 декември, 12/12/2017, 5 години веќе како функционирате во однос на модниот дизајн. Досега имавте што да кажете, но за прв пат ќе кажете и нешто во однос на машката популација и во однос на нивното разубавување. Зошто се одлучивте на ваков чекор? Ако минатата година ви беше модната ревија "Осмели се да блеснеш", веројатно сакате да блеснат и мажите во однос на обликата од Ива Спасовска? Така, знаете како личниот развој по патот ме поттикна да не ги двојам мажите и жените. И така и одлучив. Едно е дека побарувањата од машкиот свет беа на вистина интензивни, секој пат повеќе и повеќе. Сите оние придружби на женскиот пол кои доаѓаат да чекаат на ред во ателјето, во меѓувреме бара од мене да им искрирам нешто, но јас некако не бев спремна на тоа. Дефинитивно, сега е момент, го чувствувам тоа, што е мојата одлука, секогаш се водам на чувствата, а тоа е дефинитивно да влезам во тој свет, во нивната аура, во нивниот оној машки свет, што точно сакаат, а што немаат да купат, не можат тука во нашите простори да најдат. А сепак да биде тоа, да им влее самодоверба, да се чувствуваат комотно, да изгледаат многу добро. Кога ќе се спомене ателје Ива Спасовска, што би сакале во иднина барем да им биде како реакција или воопшто асоциација за модниот дизајн на Ива? Елегантност, префинетост, што е тоа? Може би не е елегантност и префинетост, туку ексцентричност, јака емоција на самодоверба, воздишки и уникатност. Да, со оглед на тоа што вашата најнова модна ревија така и најавувана, елегантна и префината. За петка јас ќе додадам, затоа што голема е ревијата на 12 декември, што ќе имаат можност гледачите на телевизија нова да проследат каде ќе се одржи? Со оглед на тоа дека има 3 стила на самата ревија, првиот стил е таков, да, елегантен и префинет, бизнес кежуал, кој што е неизбежен нели во денешниот свет, мислам, секојдневието наше. Ние колку и да не сакаме да бидеме некогаш или не се чувствуваме комфорни во таа елеганција, неизбежна е. Едноставно и сега јас и ти мораме да имаме таков став и држење затоа што сме пред камерите. Така да неизбежно е. Може би ни се седи во моментот во тренерки, но неизбежен е тој момент и затоа огромна подршка до таквите луѓе, поточно до бизнис луѓето, кои што треба така да се облечат за да се чувствуваат сепак посамоуверени, поинакви од останатите. Тука сум јас да ги одвојам од сите други. Вториот стил е малку покомфорен за излагање, Night Out Collection, кој што дава поинаква нота на бунтовност. И третата нота е гламур, а тоа е за свечени пригоди, нешто многу спектакуларно. Во која линија се вбројува машката популација? Во сите 3 по 1. Во сите 3 по 1, да. Што мислите, што им фалеше на мажите досега во однос на модниот дизајн, па тука Ива Спасовска да им помогне? Пред се им... И зошто се решивте ете за прв пат после 5 години постоење, зошто се решивте ете и за да ги оплемените и мажите малку на поинаков начин? Пред се им фалеше избор. Некако чувствувам дека немаат избор и мораат нешто да облечат. Тоа што им се нуди. Јас сум тука и по мерка и по желба да искрираме нешто сосема поинакво. Зошто баш сега одлучив? Најверојатно машкиот принцип повеќе се разработи во мене,
со тие лични обуки за личен развој и така натака, да тоа девојче прерасне во малку позрела личност која што допрва ќе се гради во мене. Во односите на 5-годишното ваше постоење, минатата или не знам кога се ребрандиравте во Ива Спасовска ателие? Пред месец-два. Пред известно време, да, пред месец-два, да. Какви ви се досега примерите со матурантките, со невестите? Што тие очекуваат од вас како моден дизајнер? Од почеток до крај се е во рацете на Ива Спасовска? Се. Добро. Од првото кафе испиено и личните искуства и приказни споделени, кои што немаат никаква допирна точка навидум до крајниот резултат, тоа е модно парче, померка. Дружбата, енергијата, конекцијата е најбитна во мојата приказна со клиентите. Понатака многу им давам акцент на нивната желба и огромно задоволство и страст ми е да им ја остварам таа нивна желба. Нормално со некои мои зачини додадени, кои што ме препознаваат и одликуваат мене. Сето тоа да биде претопено во нивниот карактер, но во едно малку поинакво светло, за да би се одвоиле од претходно нивно излагање, какво и да е. Што е тоа што мене можам да кажам дека ме задржува со клиентите или клиентите со мене, е тоа што до самиот крај зеленото светло е во нив, тие го даваат, се чувствуваат многу возвишено, многу поинакво кај мене. Навистина им влевам чувство на самодоверба и се чувствуваат дека се на едно посебно место и не сакаат ни да излезат од ателје. Веројатно и вие како свој личен пример им ја давате својата самодоверба во однос на тоа и да отворите собствен бизнис. Ке позборуваме малку и за тоа во однос на претпремачкиот дух кој треба да го поседува секоја единка, а посебно во женската популација. За тоа би сакала малце да позборувам, па веројатно и самодовербата доаѓа сама од себе и вашите клиенти веќе со самото стапнување во вашето ателие добиваат плюс самодоверба од Ива. Да. Може би. Јас од досегашното следење на вашата кариера го имам тој впечаток. Да. Сакате, во однос на тоа, потокнувајќи се за овој разговор, сакате да дадете, како велите вие, плюс детал на женското тело. Односно, женското тело секогаш ви е како една најголема инспирација, но покажувајќи ги сите атрибути што таа ги поседува. Ништо не се укривајќи. Да, тоа многу ми е битно, самиот карактер на човекот, дали сака сите да ги покаже атрибути, но и доколку не сака, ќе ги покажеме и преку парчето кое што ќе се изработи. Не мора да биде отворено нештото за да се истакне. Секогаш внимавам на женските атрибути, поточно струкот да биде истакнат, а се друго поточно зошто го истакнувам тој дел? Затоа што тој влева самодоверба. Го издржува телото исправено и веќе и психата е поинаква. Чувството на сам себе е малку друго. На каков начин дека жената ќе биде, што се вели, најубаво ќе се чувствува во сопствената кожа? Што носи таа? Што најчесто доаѓа кај вас и вели сакам тоа? Тоа е многу индивидуално. Не сум вадела такви статистики затоа што навистина имам разноврсни модели кои што прилегаат на многу различни физички изгледи и карактери. Никогаш не останав само до физичкото и материјалното и тоа што се гледа, туку секогаш длабински навлагам во карактерот на човекот, така да не би можела да одвојам нешто што е кој е тој модел, но можам да кажам дека некогаш може многу едноставното да влее повеќе самодоверба, некогаш многу богатото со многу рачна изработка да влее самодоверба, значи се тоа зависи од самиот клиент. Она што ќе го кажам, што е тоа што им влева самодоверба е таа моја конекција со нив.
Имате и сработка со многу познати личности, некоја да ни одвоите што ете последно се Последно, случила? да, тој ми текна. Катерина Ангеловска, тренер за личен развој. Огромно задоволство ми е со неј зашто соработувам. Да, преди за време имавме можност да присуствуваме на една хуманитарна акција, да? Да, баш така. Допрва следуваат нови соработки кои што се навидум уште малку да излезат на површина. Инаку на ревијата ќе оставам да се изненадите и да видите што ќе излезе таму. Марта Димовска, научникот од НАСА, нашиот, исто и таа, безброј пејачки. Кога ќе кажете научник од НАСА и предпоставувам сите очекуваат да биде до грло затворено. Нашиот научник Со од некој НАСА стандарден или начин во бизнис заедницата, но таа се појави во една тоалета и тоа навистина изгледаше вау. Да, знае секогаш секако да се представи и доста е интересна како личност, затоа што не е само научник и доста голем креативец е и се што се подразбира во позитивните сите карактеристики, така да интересна ми е за трансформација и многу ми е предизвик да ја трансформирам, но и Катерина еве сега како најнова ми е уште поголем предизвик поради тие неизини обуки кои што ги одржи, кои што јас бев кај неизина обуки. Катерина, да кажеме за гледачите за кого станува збор? Катерина Ангеловска, за личен развој, тренер, која што можам да кажам дека е една искра која што ми помогна да прсне оваа трансформација во мене. Веројатно оној предприемачки дух или воопшто храброста кај жените да се влее дека можат и тие да отворат собствен бизнис. На каков начин вие им ја влијавате храброста на останатите жени? Со каков пример? Со пример малку поинаков од само предприемачки дух. Некогаш не е битно дали ќе се отвори фирма и дали ќе си предприемач како бизнисмен или како таков, туку она што лежи во нас да го слушнеме, а кај сите лежи нешто. Само што никој не секој е доволно свесен за да се слушне себе си. Повеќето ја слушаме галамата од надвор буката и таа ни пречи. Јас сум личен пример дека одредени периоди во мојот живот, а тоа беше сега пред некое време, дека ми пречеше буката од надвор и има безброј идеи кои што се супер, но што е она што вистински лежи е тука Катерина ми помогна да се слушнам себе си и да се вратам со полна пареа пак назад со многу повеќе новитети во моето ателје. Како беше она бидете најдобрата верзија од себе си? Баш така, така, да. Како Ива Спасовска успева да биде најдобрата верзија од себе си? Успевате или веќе сте во некоја процедура на... Многу едноставно. Со самата одлука да се слушнеме себе си, ние веќе сме успеале да бидеме најдобра верзија од себе. Сите ние сме најдобра верзија. Што значи тоа? Да кажам што сакам, да кажам кој сум и да целам кон... Баш така. Тоа што најмногу го сакам. Затоа што точно, затоа што знаете како, можеби и најблиските од најдобра намера ќе пробаат да ви го намалат сонот. Но самата таа верба во тоа што гледате вие е доволно. Веројатно никогаш не треба да се откажеме од своите соништа и да си го следиме својот инстинкт. Така, никогаш. Но има едно големо но, не треба да се газат живи луѓе. Тама на работа. Тоа е многу битно во процесот. И за гледачите на телевизија Нова да им кажам дека може да се вклучите во разговорот. Отворена е оваа утренска програма на телевизија Нова, наречена ИТН. Ива Спасовска, модната дизајнерка, ни е нагости. Ве потсетувам само дека незината најнова модна ревија, како што велат голема модна ревија, за петка ја си додадов, затоа што ќе прослави цели 5 години од своето постоење на 12 декември. Не го кажавме местото, само каде ќе биде? Во најновиот прекрасен центар за свечености Аликас. Тоа е веднаш до Мак Петрол Визбегово. А го организира сето ова? Кој? Pageland, дечките од Pageland се организатори, моја поддршка, морална, секаква. Тие ми направија ребрендирање, маркетинг делот ми го водат и пиар, и немам коментар, освен да кажам дека без нив немаше да биде се во ова. Кога ги споменавте дел од соработниците, како што почнавте со работа, веројатно беше тоа само Ива и уште некој што ви потпомага. Сега е цел тим. Точно. Може малку за тимот, затоа што Ива не е сама, Ива има поддршка.
Кои се тие? На каков начин си помагате? На каков начин се надополнувате? Тоа е доста интересно, затоа што јас, можеби, нели, ние сите имаме гордост, можам да кажам без проблем дека јас имав исто така и се уште сите го имаме малку, доволно е. Да се што сметав дека треба да превземам, требаше сама да го правам. И некако се беше во мои раце. One man show не успева баш долго. Кога почнав да наблюдувам како растат големите, зборам во странство, во надвор, во светски рамки, вистински бизнисмени, дали е во модниот свет или без разлика, сите успеваат заедно со тим. Секој еден од нас може и многу повеќе. Така да, кога би се споила таа сложувалка, би било навистина многу полесно. И навистина можам да кажам дека тоа откровение ми помогна да сега прераснам во нешто повеќе од претходно, што не значи дека ќе застанам овде. Ова е само првиот чекор до она што сум замислила, но дефинитивно тимот е најбитен за остварување на соништата. Има луѓе кои што вашиот сон може да го доживеат како нивен и тоа е огромно задоволство мое. И веројатно со заеднички сили тој сон се остварува. Веројатно. Може да ги споменеме кои се тие луѓе што ја помагаат на Ева, ги спомнавте нели од PR агенцијата кои ви помогна и да се ребрандирате? Pageland? Добро, Pageland. Да. Другите останатите нели што секојдневно имате и комуникација и работа што си ја делите? Вака, имам неколку вработени кои што се одделени во различни сектори. Тоа е моделирање, шиење, потоа вработив дечко, кој што ми е дечко, 3,5 години одиме заедно, пуштив оглас за вработен во канцеларија, во секторот за административен дел и самиот се пријави на огласот. Не знаевте дека ќе се пријави? Не, тотално беше изненадување за мене. Така да, дефинитивно го доживеа целиот овој мој сон и како негов. Така да тука е тој за поддршка, а и претходно имал искуство во модниот свет, така да многу ми помага од секаков можен аспект. Моите родители се пред се финансиска поддршка, која што не можам да не ги споменам или занемарам, затоа што од 22 години отворив фирма и по патот не е така лесно да се опстане сам, мора било каква поддршка да се има. Мојот брат исто така ми помага многу со медиуми и со маркетинг делот, затоа што доста добро го разбира. Исто така, можам да кажам дека за вмрежување Марта Димовска е совршена, научникот од НАСА, која што можам да кажам дека ми е десна рака. И вчера, иако не ја очекував на бизнис кафе, се појави, не ме пушта било каде сама, така да Агрон и Джеди од Pageland, пак ќе ги споменам, се некако премногу инволвирани во мојата приказна последниве 2 месеци. Катерина Ангеловска, морално огромна поддршка, која што само доволно е со еден збор да ме освести каде одам и знаеш, ние секогаш по патот можеме малку да паднеме или да скршнеме или го споменавте и бизнис кафето, што им кажавте на тие посетители што дојдоа вчера и по кој пат одеше Ива за да биде денес, односно во ова време во кое живееме, успешен моден дизајнер? Многу едноставна беше целата соработка. Катерина Котларевска ме изненади со таква чест да присуствувам како гостин на бизнис кафе на 26-тото издание. Прво искуство такво, јавно говорење пред луѓе непознати, поточно бизнисмени, луѓе кои што се моја нова публика и мои нови сродни души. Сето тоа има влијание и претходно 11 месеци што бев малку отсутна од модниот свет. Баш ме доведе до сите нив. Така да едно прекрасно искуство имав вчера.
На која популација е наменета вашата облека, вашата работа? На која би сакале вие? Така, на која би сакала и на која сега целам, на која сега мојата душа сака. Кои жени би сакале да ја носат обликата Нива Спасовска? Оние кои што знаат кои се. Профили? Оние кои што знаат каде одат. Оние кои што се чувствуваат многу добро во своја кожа. И жени со идентитет. И мажи исто со идентитет. Овие мажи што ќе се представат сега на 12 декември има таков став? Нема да откријам кои ќе бидат, ама дефинитивно сите тројца имаат таков став. Ги бирав навистина многу внимателно. Ги видите. Да. Имате ли планови никакви за представување на вашите колекции надвор од границите на Македонија? Секако да. Соработка имате со некој, не знам? Почнав соработки, нема да ги откривам се додека не се изреализираат, затоа што би сакала да изненадам. Елегантност, софистицираност, барем така е најавена ревијата, споени во секој од нашите креации, на кој секој детал е внимателно одбран и совршено споен со цел да даде комплимент на вашите димензии. Комплиментот го добиваат жените што носат? Тоа ми е најбитно. Поточно тоа е тоа чувство кое што откако ќе го добијат комплиментот излага од нив. Секој пат ми се јавуваат, ме контактираат веднаш по настанот на носење на креацијата, дека се презадоволни, дека се воодушевени, какви комплименти добиле и мене всушност тоа им исполнува. Советот за сите оние жени, можеби во моментов, што не гледаат и што сакаат да отворат можеби некој собствен бизнис, што би им препорачале? Да почнат ли воопшто? Секако дека да. Што им треба најпрвен? Им треба храброст или што е тоа што треба да ги води за да имаат една успешна кариера во однос на било каков профил и во однос на тоа, нели, на каков начин сакаат да се представат на овој прво пазар, па понатаму? Им треба само едно мало откровение, кое што може во секунда да се појави. Не им треба дипломи, не им треба не знам какво знаење, не знам каква храброст. Само им треба една свесност дека не мора да се најдобри во се и дека има луѓе кои што може да ја спојат нивната приказна и дека едноставно е толку едноставно. Најпрвен треба да си го увидат талентот веројатно, па за да видат каде можат да одат понатаму и па и да не го видат веднаш талентот, нека пробаат. Без да пробаат како ќе знаат. Јас навистина не знаев дека ќе бидам ова што сум сега. Што мислите дека ќе бидете? Ветеринар, одгледувач на светки, фабрика за светки ќе имав како мала. Што друго? Многу работи. Сликар, фотографија запишав факултет. Значи, се до еден момент кога јас почнав да изработувам сама за себе, за да всушност сум имала потреба да одскокнам од другите и луѓето од околу побара од мене да им направам и за нив. Предпоставам дека ќе продолжи соработката со јавните личности. Антонија Гиговски имаше фантастичен настап на Макфест и ви посакувам ета успешна најпрвен ревија на 12 декември. Честитки за 5 години постојање, обстојување и понатаму да ги редите вашите успеси и да си го следите вашиот сон. Фала, истото го мислам и за вас и за сите гледачи. Да, ви благодарам за гостувањето во ИТН и завршуваме тука 3 часа 180 минути дружба во информација точна и навремена завршува тука и во Спасовска. Уште еднаш покана до сите вас гледачите на телевизија Нова да бидете присутни на незината голема ревија на 12 декември, 5 години постоење од ателието на Ива Спасовска. И уште нешто ќе ви кажам, ако сакате да си ги остварите своите соништа, најпрвен треба да се разбудите, а понатаму и да не отскокнувате од вашиот сон, туку да го следите и да го следите најпрвен вашиот собствен инстинкт и да останете на телевизија Нова и утре повторно ќе се дружиме празнично на 8 декември со Катерина Тодевска-Спасич се дружите утре и од мене довидување, среќен ви празник и се гледаме веќе од понеделник и најубав викенд. Бидете со телевизија Нова и понатаму и следете утринската отворена програма.